Последна година календарски и Кобардаровскиот пакомак утринава со нас во студиото и знаеме дека тоа е дефинитивно, што се вели, платформа лидер како институција, прва македонска компанија што кај нас го воведе светскиот тренд во селектирањето на повратните вендинг машини за собирање на пластични шишиња и лименки. Сега околу динамиката на нашата комуникација со вендинг машината, мислам дека објаснуваме, никогаш не е доста повторно да се потсетиме, меѓутоа имаме и други некои карактеристики за пакомак следниот период на што работа да најавиме. Како да, Ико, ќе те поздравам. Ете, помина една календарска година, замисли. Добро утро, баш сега за тоа зборевме, многу брзо ни помина време, а убаво е вака еднаш годишно да видиме. Еднаш до два пати, бога ми, мислам дека имате доста активности. Пак ќе кажам, една од најуспешните компании кои што се справуваат можеби со селективниот отпад. Сега прашање е време како ние можеби правиме и создаваме трансформација индивидуално и колективно. Утрово со Кате се согласивме дека кога станува збор за вашите долги навики на воспоставување контейнери на одредени општини или малски делови кај нас, го направивте, односно ја направивте вашата домашна задача. Не знам дали ние, нашата домашна задача, докрај ја искористивме да ја реализираме, бидејќи ако нешто забележам во моето или во било кое мало, со велосипед бидејќи сум постојано, можам да забележам како што се сквернават можеби некои статуи или објекти во Скопје. Вандализмот продолжува и за вашите контейнери поставени? Нашава домашна задача нема крај, можам да кажам, затоа што ние сме на добар пат и веќе длабоко сме зачекориле во пишувањето на нашава домашна, која што ако продолжиме вака и со поддршка од Швајцарска амбасада, морам да ја поздравам, бидејќи не препозна и не поддржува изминативе 3 години, мислам дека за 5-6 години можеме да ја напишеме домашнава и да створиме услови секој граѓанин во нашава држава да има контејнер каде што може да го одложи својот отпад од пакување. Збориме и за да речеме помали средини малски? Збориме и за најмалите општини, да има контејнер селективно да го одложи амбалажниот отпад за пластика, за хартија и за стакло. И дополнително она што сега нели е светски тренд, меѓутоа тој е светски тренд во европскиве земји од пред 20-30 години, кај нас веќе некоја напредна смарт технологија за управување со отпадов од пакување, повратните вендинг машини и тие да ги овозможиме за граѓаните од колку 88-9 општини во држава колку се, секој да може да го селектира својот амбалажен отпад. Така да тоа е една макотрпна, тешка работа, долгорочна, меѓутоа ние веќе 12 години го правиме тоа и не се откажуваме, бидејќи истражувањата кои што ги правиме ни кажуваат дека граѓаните се едуцираат, тие во нагорна линија од нивната едукација во однос на селектирањето, меѓутоа сепак треба да работиме и младиве, оние кои што ги оштетуваат контејнерите. Не викам дека младите, меѓутоа има некои луѓе кои што не знам, од некој порив сакаат да се потпишат, сакаат да ги оштетат. Треба да ги научиме нив дека тоа е општествено добро за сите и дека така влијаеме на поздрав живот и поздрав живот на средина. Имено. Би сакал те прашам како ја правите таа примордијална листа, кои реони во Македонија или да речеме подрачје Скопски ќе ги добијат контейнерите или велите таму каде што се создава поголема депонија и отпад, па таму ги имате да речеме вашите контейнери препознатливи, жолти, плави и зелени за селекција на отпадот? Бидејќи многу општини знам дека доставуваат и до вас прашања, чести прашања се зошто во мојата општина или во мојата населба се уште нема контейнер. Знаете како, за да има успешна соработка треба да има двострана комуникација и желба за соработка од двете страни. Ние сме вољни и желни да соработуваме со секоја општина. Општините исто така сакаат, меѓутоа не е само да ги ставите контејнерите или машините во општината. Треба потоа да има взаемна соработка, помагање да се чуваат тие контејнери, да се едуцираат граѓаните. Така да еден од приоритетите каде ќе поставиме, бидејќи ние немаме неограничен буџет за колку што можеме толку поставуваме, еден од приоритетите е оние општини кои што сакаат взаемно да соработуваат, каде што има взаемна комуникација и унапредување на таа соработка, се со цел да собереме повеќе амбалажен отпад, помалку да заврши на депонија. Тоа е принцип со контејнерите, тоа е принцип и со повратните вендинг машини и дополнително еден од важните критериуми е исто и густината на населеност, на населението, затоа што нормално онаму каде што има повеќе густо населено население, таму повеќе се создава отпад. Но не значи тоа дека ги исклучуваме и малите општини. Ние имаме подпишано договор за соработка со 68 општини. Се оние кои што се проактивни во овој дел, кои што мислат на
екологијата. Нормално дека и ние тоа го сакаме такви партнери и таму можда малце и повеќе сме насочени во однос на таа соработка. Ако би те прашал, според некоја статистика е проценка од овие 12-13 години работата со селективниот отпад граѓаните, општините, можеш да издвоиш во случајот најдобра Пакомак зелена општина во која што се дале отчет дека добро и тие ја завршиле својата домашна задача за селекција на отпадот. Јас, вака моје лично мислење, мислам дека овие кои што се, како да кажам, независни општини сами за себе, значи не збориме за градот Скопје, општините во градот Скопје, општините кои што граначалниците сами си ги управуваат општините, не се зависни од некоја власт како бидејќи во Скопје. Поголема форма на инстанца на форма на надатка. Мислам дека и тие поуспешно се справуваат, особено ако граначалникот е визионер и знае што сака да постигне. Бидејќи вие кога ќе го средите отпадот во една општина, кога ќе има возможности на граѓаните по улици кога шетат да видат селекција на отпад, вие може само да добиете, не може да изгубите. А треба многу малку, не треба големи инвестиции од страна на општината за такво нешто. Треба само добра волја и добар тим тоа да се изорганизира, бидејќи ние сме тука секако да помогнеме и да пренесеме знаења како тоа функционира во некои европски земји и како се создава успешна приказна и зелена општина. Ако добро те разбрав, да не погрешам, следниве 5 години со швајцарската амбасада која што е ваш поддржувач, ќе се обидете во речиси голем дел од земјава да има веќе поставено контейнери за селекција? Па и да се променат оние кои што веќе за жал се вандализирани? Уште еднаш ќе ги поздравам во швајцарската амбасада, значи екипата цела тука во амбасадата. Тие не ги препознаа нашите желби, визии, нашата мисија препозни. Пред 3 години потпишавме договор за соработка директно со амбасадата и не поддржаа во воспоставување на тој паметен систем за управување со отпадот, отпакување. Тоа значи следење на контейнерите, каде се наоѓаат, транспарентност, да видат граѓаните каде се има контейнери, кои контейнери се достапни за да селектираат, збориме на ниво на цела држава. И дополнително финансиски не помогнаа со одреден износ за поставување на 30 на повратни вендинг машини од една страна и 2 нови камиони за да ги сервисираме тие контейнери. Се надеваме, и тоа беше изминативе 3-4 години. Се надеваме дека таа соработка ќе продолжи во иднина и ако тоа продолжи, ќе можеме после 5-6-7 година се пофалиме дека Македонија сме ја направиле зелена оаза во однос на инфраструктура, а потоа паралелно со тоа и ќе ги едуцираме граѓани, бидејќи тоа е процес кој што трае. Меѓутоа кога ќе им овозможите на граѓаните услови каде тоа да селектираат, каде да го селектираат амбалажниот отпад, се помалку ќе ги има оние вандали кои што ги оштетуваат тие, се надевам. Именно. Сега на некои последни мои патувања и мои пријатели често пати знаеме да ги дискутираме овие теми. Да речеме последниот мој престој во Италија, практично во голем дел од домаќинствата, во секоја своја куќа си постојат селективни контейнери. Зборам во најмалото домаќинство. Тоа дали тоа е практика, да речеме, забележувате некаква промена во овој дел кај нас? Тоа кај нас има добри закони, меѓутоа според нас фали доследна имплементација и почитување на законот, бидејќи ја уште не сум слушнал дека некој индивида има платено казна за несоодветно фрлање на амбалажниот отпад. Иако постои начин да се... Државата има план за тие регионални центри за депонија, каде што одложувањето на отпадот таму ќе чини пари, секоја општина ќе чини пари. Тогаш ако општината не го селектира отпадот, граѓаните ќе треба да ги платат тие пари и тогаш ќе почнат некои општини и поактивно да работат на таа селекција. Тоа се надам дека во следните 5-6 години ќе се случи. Од друга страна, па со повратни вендинг машини неактивно учествуваме во едукација на населението, веќе и се случува за тие 56 машини кои што ги имаме поставено во десетина градови во држава, вклучувајќи го и Скопје. Имаме некои 24-5 корисници на мобилната апликација. Така е. И месечно по 1000 нови имаме. Значи, се зголемува бројката. Се зголемува бројката. Ние малце бевме песимисти во тоа како ќе се користат машините на почеток, меѓутоа гледаме дека има огромен интерес и веќе имаме општини кои што чекаат нова испорака на машини за да бидат поставени машини во тие општини. Значи имаме листа на чекање за општини и граѓани се јавуваат од цела држава. Така да и тоа е еден дел од едукацијата, така да од повеќе страни се надевам дека ќе имаме успешна приказна во после некои десетина години. И сега велиш во речиси десетина општини имаме ставено вендинг машини. Во оваа една година, велиш, резултатите се позитивни и јас можам да кажам од моето лично искуство, бидејќи една од првите вендинг машини беше ставена
токму на улицата каде што живеам, токму влизам на Карпош, во еден од маркетите, луѓе доаѓаат со цели вреки пластични шишиња за да го создадат тоа искуство. Практично ја забележа пред некој ден сликата на доктор Ангелчо, наш почитуван гостин и Утринска Антилма, кој што со своето семејство и својот син му даде дозвола, вели сега ајде наполнија вендинг машината. Така што беше искуство и за најмладите, што велиш едукативно влијаат овие вендинг машини, дефинитивно. Некој тоа, значи, тие вендинг машини не се поставени во речиси 10, него се во 10 градови поставени и Скопје вклучувајќи го како 11 град. И нашите приоритети за поставување, пак ќе кажам, онаму каде што имаме соработка со општините, бидејќи сакаме поддршка од страна на општините. Вендинг машините се многу функционални. Ние досега имаме поставено имаме досега собрано некои 5 милиони шишиња за една година. Вистина. 5 милиони шишиња се, ако претворите во тонажа, на населението може не му значи ништо, меѓутоа некои 130-40 тони амбалажен отпад, пластика и лименки кој што би завршил можда и на депонија, така ако не во контейнерите за селективно собирање. Така да тие 5 милиони шишиња се од тие 22-3 корисници на мобилната апликација, дали фамилиарно, дали индивидуално, меѓутоа едукацијата е тука. Така, ние комуницираме со нив активно и преку мобилната апликација, се пренесува тоа, се шири позитивната приказна. Пак ќе кажам, машините се функционални. Има некои машини кои што ги празниме по 4 до 5 пати во денот, благодарност до маркетите кои што активно се вклучија, значи најголемите ланци на маркети во нашата држава. Така да мислам дека сме на добар пат да имаме можда и после 4-5 години по 230.000 корисници на тие машини, што е сериозна бројка. Да. Сакам да те прашам, дали имате можеби таргет група следна која што е дел од вашата дестинација на вендинг машините да се постават, да речеме, во училиштата, иако знаеме дека таму ќе бидат предмет на некакво исмејување и вандализам. Меѓутоа, да речеме, каде што најчесто средношколците, учениците нели ги користат, да речам, своите големи одмори и ужинки, знаеме дека пластика има, што се вели, тони. Дали имате конкретна таргет група, освен маркети, ланци и така натаму, каде би се поставиле, здравје Боже, за следниве години? Во оваа фаза, во првите неколку, да кажам, години, таргетот ни онаму каде што има најголема фреквенција на луѓе. Но секако, бидејќи ние не ги забораваме и средношколците и основните училишта, за нив можеме да ни дозволува системот да креираме дополнителен начин на стимулација да добијат повеќе бенефити од одложувањето на амбалажниот отпад во машините. Можда во некоја следна фаза од после 3-4 години, кога ќе бидеме добро покриени во најнаселените места, да почнеме и во училиштата да поставуваме, меѓутоа па за овие генерации можеме дополнително планираме оваа година да возможиме поените кои што си ги собират да си ги трошат во кафичи, во барови, во книжарници, таму каде што најчесто сакаат младите да ги трошат тие поени за концерти, да купуваат карти, така да од 7 до 77 се Значи имате баш стратегија како тоа да се искористи во Пошто ние следиме и возраста на населението што ја користат, која возраст е, кај ги користат, колку пати Марко оди да селектира на една машина. Сите тие патоци ги знаеме и ни се показател како треба да планираме за последните години и месеци. Јасно. И кој сака да те прашам, кој е задолжен за поставување на контейнерите на Пакумак низ цела земја и кој, како што кажавме, го одредува приоритетот можеби за локациите? Пакумак, јавното претпријатие или да речеме градоначалниците со вас некаква релација? Пакумак на почеток на годината, согласно буџетот кој што ќе велиме овие контейнери ни се на располагање, сакаме да ги поставиме. Комуницираме со општината, во соработка со општината и со јавните комунални претпријатија се поставуваат контейнерите онаму каде што ќе препорачаат јавните комунални претпријатија. Се случува често пати некои контейнери да бидат разместени, граѓаниве да ги бараат кај нас се јавуваат. Меѓутоа тоа за жал не е наша надлежност. Сега со овој систем кој што го имаме за следење, мислам дека можеме и тоа да го следиме, а се надевам дека во иднина, како што веќе во голем дел од општините надвор од Скопје, ние ги менаџираме тие контейнери, менаџирање значи да ги сервисираме и да ги празниме. Се надевам дека тоа ќе го работиме во Скопје со овие 2 камиони кои што треба да ги добиеме во следниот месец дена со донацијата Швајцарска амбасада. Така да
после, ајде да не бидам многу оптимиста, меѓутоа за година-две очекувам Пакомак да биде оној кој што комплетно ќе ја менаџира цела инфраструктура на селективно собирање. Онаму каде што ќе има волја и желба од јавните комунални или приватни оператори да соработуваат, сме расположени, меѓутоа тоа да биде сработено на најпрофесионално ниво за граѓаните да имаат добра сервисна услуга во тој дел. Сигурно е најчесто поставувано прашање каде завршува амбалажниот отпад кој што Пакомак го зема токму од овие контейнери, и прашањето е од мој пријател, дали Пакомак откупува хартија и пластика? Пакомак директно како Пакомак не откупува, затоа што согласно законот ние немаме таква законска можност. Меѓутоа соработуваме со преку 30 на 40 компании низ целата држава, кои што по наш налог, во наша соработка вршат такво откупување. Тоа се приватни оператори кои што и за нас соработуваат со нас во однос на отпадот од пакување. Така да ако некој има или ако сака да искомуницира, да добие информација каде може да го одложи својот амбалажен отпад или каде да се јави, може слободно кај нас да се обрати. Инаку, целиот отпад кој што се собира преку системов организиран на Пакомак и нашиве соработници, има документи за него, има транспортни формулари, се викаат тие, и еве годинава 29.000 тони амбалажен отпад, значи збориме пластика, хартија, стакло, се што ќе собереме, документирано завршува во фабриките за рециклирање. Во најблискиве околни земји, бидејќи немаме такви капацитети во нашава држава. Порано имаше такви прашања и недоверба до системот, за почеток, апсолутно се слажувам. И може и тоа е добра идеја. Еднашка снимивме едно такво видео, да кажам, патот на отпадот го нарековме, така да веројатно треба тоа да го повториме, бидејќи како викаат, повторувањето е мајка на знаењето и треба постојано некои работи да се повторуваат. Луѓето сами да веруваат во тоа што го прават, дека има некаков бенефит. Да, и меѓу другото потоа се случува тој домино ефект. Реже, ќе ми дозволите само уште некоја секунда, само за крај да најавиме дека конкурсот трае од отпад до уметничко дело. Собере амбалажен и електронски отпад и отпадни батерии, направи уметничко дело и стане дело иницијативата за почиста и поздрава средина на Пакомак 0 отпад и Прилепска пиварница. Тоа е всушност една кампања која што ја водите. Инаку до 26 овој месец февруари практично конкурсот трае, може да се пријават граѓаните. Да, тоа е традиционален конкурс кој што бидејќи има добар ефект, го повторуваме веќе 12 години. До 26 февруари поканети се сите градинки, сите училишта, сите индивидуалци да направат некаква уметност, некакво дело од отпадот. Има комисија која што ќе ги вреднува тие, ќе ги оцени тие дела. Имаме посебни награди од нашите поддржувачи 0 отпад, кои што се за колективен постапувач за електронски отпад и Прилепска пивара. Од нив посебни награди, другите награди ги дава Пакомак. Така да очекуваме преку 200 дела, како и секоја година, да достават, се достават од цела држава, и тоа е еден од начините кој што е успешен за едукација и на најмалите да се ангажираат да направат нешто од отпадот, да видат дека има додатна вредност. Имено, еве само ќе потсетиме дека сите скулптури ќе треба да се достават или испратат по карго служба во Кинотека на Македонија во Скопје. Другарче наспроти Средно училиште Никола Карев, токму 26 или 27 овој месец. Точно така. Ми беше драго да ти имам во студиото. Ми беше драго на вако хубав ден, кога се збори за вино, за љубов, да не ме поканите, и се најдам да збори малку и за отпадот. Да, и за отпадот. Ама во позитивна смисла, да. Одлично. Да. Вендинг машините, вистина, повратните вендинг машини направи една убава револуција. Јас се надам дека ќе се мултиплицира сето ова во година. Еве, оваа година ќе поставиме уште 20 на нови, така да полека јас големуваме нашата инфраструктура. И се случува трансформацијата. Да.